Добар ден, почитувани медиуми, почитувани граѓани Република Македонија. Денеска сум во Охрид на посета и имав една средба со началникот на Министерството за внатрешни работи, кој што одговорен за копнениот дел на контролата на овој регион. Она што сакам да го упатам на оваа средба и на оваа изјава е дека треба да апелираме во моментов кога Охридското езеро нема концесионер, односно е без заштита. Министерството за земјоделство преку Државниот земјоделски инспекторат, преку надлежните инспектори и Министерството за внатрешни работи во делот на езерската полиција, граничната полиција и на копнената полиција да ги засилат своите контроли на терен, се со цел да го заштитиме ова природно богатство и рибниот фонд кој што и дополнително е загрозен. Само сакам да напоменам дека минатата година на езерото не се сврши мрест, а знак прашање дали оваа година ќе има мрест во Охридското езеро, што дополнително го загрижува бројната состојба рибниот фонд на езерото. Со Министерството за внатрешни работи сме имали успешна соработка во изминатиот период, меѓутоа овој апел ќе биде за во иднина се засилат контролите не само во Охридскиот, него и во Струшкиот регион, се со цел заштита на овој рибен фонд и ова национално богатство да биде зачувано до избор на нов концесионер кој што сигурно ќе требаат неколку месеци од сега додека се избере нов концесионер. Дали со Министерството, ево, дека кажете дека имате средба, добивте информација како ќе го штите, дали ќе имат засилена контрола и ако ќе работи, како досега го штителе, има ли слабости, ги виделе ли? Од она што ме запозна представниците од Министерството е дека во изминатите неколку дена веќе се фатени сторители за бесправно ловење на риба од Охридското езеро и се поведени соодветни законски процедури, односно казни. Она што го договоривме дека во наредниот период ќе биде засилена контролата, како во езерото, така и од копно. Се со цел, како што кажав, мораме да го заштитиме езерото кој што ни е едно национално богатство. А зашто немаше мрез? Знаете ли информација? Зашто немаше лани мрез? Средства беа обезбедени. Така беа ли рибари? Беа обезбедени. Треба да го прашате актуелниот министер Трајан Димковски за оваа ситуација. Да.